Горијан, здраво! Најново од твојот арсенал на апликации за справување со глобалните проблеми на климатски ризици и загадување е апликацијата EarthCare, која што всушност е платформа базирана на вештачка интелигенција, но оставам ти да објасниш повеќе за каква платформа станува збор. Така, EarthCare AI е нашиот нов производ, тоест климатска платформа за климатска интелигенција. Нарекуваме што значи тоа? Тоа значи дека платформата дозволува на бизниси или на локална или национална самоуправа да добијат пристап до децениски историски податоци за пожари, поплави, земјотреси, топлотни бранови, ладни бранови, на која било локација во светот, но и предвидувања како би изгледале одредени локации во наредните 10, 20, 30 па и 50 години. Со ова ни дозвола да направиме една компрехенсивна слика, една целосна слика за одредена локација и какви се климатски промени или климатски закани ќе може да ја снајдат таа локација и понатаму да донесеме добри бизнис практики, но и добри локални политики и национални политики за да се заштитиме и ние, и населението, и вработените, и самите фирми. Кој стои зад оваа апликација и постојат ли друг тип на платформи од овој тип во глобални рамки? Секако, значи ние сме тимот кој што го работевме мој воздух, тоест AirCare, кој што прераснавме сега во тимот за EarthCare, каде што сме и луѓе со искуство на работа со климатски податоци и со податоци околу животната средина, и дата луѓе кои што едноставно со голем број на податоци знаат да работат и секако техничкиот тим зад нас. А дека во светот постои, да, секако имаме и конкуренти кои што работат на глобално ниво, но за разлика од конкурентите кои што често сакаат да се фокусираат исклучиво на сателитски податоци, што е окей бидејќи дава една глобална покриеност, проблемот со користење исклучиво на сателитски податоци е дека сателитот му треба време да се врати да направи ново мерење на секоја локација, што значи дека може да промаши сериозни настани кои што се случуваат на земја, чекајќи го ден, два или три да се врати назад и да направи ново снимање. Предноста на EarthCare е дека ние дозволуваме не само пристап до податоци од сателити, туку користиме и радарски системи, користиме и мерни станици кои што се од одредени национални или локални тела и целото тоа го конвергираме во една платформа каде што се прави целосно тековна часовна дури анализа на состојбите каде било во светот. Колку беше, Горијан, тешко да се направи ова што го кажуваш, комбинирање и имплементација на сите овие податоци кои што доаѓаат и од извори во други земји, сепак ова да го направи еден македонски тим? Дека е тешко, претешко е, хаотично. Имаме и податоци кои што доаѓаат од веб страни, кои што доаѓаат од PDF документи, кои што доаѓаат од Word документи, некои можеби има и API пристап за тие што се разбираат во технологијата или нема. Да, хаотично е, но убавината е бидејќи јас и мојот тим имаме искуство на градење слична солуција со мој воздух апликацијата, која што на сличен начин работеше, собирајќи податоци од многу различни извори во секаде низ светот. Ние веќе имавме изградена една техничка подлога која што едноставно ја искористивме одново во новиот производ и тоа ни дозволи многу побрзо да работиме и да го креираме ова што денеска го гледаме како климатската платформа. Вештачката интелигенција, односно користењето на големите бази на податоци кои што во глобални рамки секако постојат, е топ тема, нели, во последно време. На кој начин е имплементирана вештачката интелигенција во вашата платформа и кои се предностите кои што доаѓаат од користењето? Така. Вештачката интелигенција во климатската тематика е многу интересна. За разлика од тоа што сме навикнати на ChatGPT или Perplexity или Claude, другите модели што се Large Language Models, кои што сме навикнати да текстуално реагираат, во климатската средина многу се работи со обработка на огромно количество на податоци и користење на тие податоци за одредени предвидувања. Ние во EarthCare користиме вештачка интелигенција на два начина. Едно е преработка, тоест преведување на ветер, дожд или некоја друга метеоролошка појава во климатски закани. Дали толку врнење дожд надвор може да представи поплава во одреден регион или дали одредена температура може да предизвика суша или пожар. Самиот систем на AI ни дозволува нашите интерни модели да ги преведуваат овие метеоролошки појави во климатски закани. А второто е предвидување на иднината. Како изгледа понатаму времето и спорам на краток рок, во наредните 7, 10, 14 дена, но и до крајот на векот, значи до 2099-2100 година. И интересното тука е, ќе речеме да, нормално AI моделите често знаат да се спојат со користење на многу струја и со тоа се испушта стакленички гасови и прашањето дали се доволно зелени.
во климатскиот контекст се многу позелени од моменталното решение што се нарекуваат физички модели за предвидување на времето, што работат на огромни суперкомпјутери, што им треба многу повеќе енергија, а овие AI модели можеме на нашиот лаптоп да ги пуштиме и да добиеме многу добра прогноза. Што значи дека има многу поголема корист од вештачка интелигенција, посебно во спрасување на нашата планета. Горијан, кога веќе ги спомена предвидувањата, каква е еднината гледана од аспект на климатските промени, затоа што во глобални рамки некако доминантни се две струи, едни кои што велат дека ова се природните процеси, а други кои што велат дека катастрофите се резултат на климатските промени. Видете, и двете струи се многу точни. Ова се природни процеси, ама природни процеси кои што се резултат на нашата активност. Значи, ова е едноставно како светот и екосистемот реагира на тоа што ние неконтролирано испуштаме стакленички гасови во атмосферата. Предвидувањата ние што ги гледаме, посебно под различни климатски сценарија, дали тоа би било понекогу умерено или посебно по тие каде што едноставно светот не знае да запре, а очигледно со прекршување на Парискиот договор ние не знаеме да запреме со стакленички гасови, покажуваат многу страшни резултати. Гледаме температурите кои што драстично ќе бидат зголемени, лета кои што во Скопје пример би ги имале до 50 степени Целзиусови. Ние сега се пржиме во лето, а камоли тогаш, и може да заборавиме во Маврово да видиме снег веќе, бидејќи едноставно тоа ќе го нема во наредните 10 или 20 години. Што значи дека ние ќе имаме многу поразлична клима и многу поразличен начин на живот ако продолжиме да се преправаме дека климатските промени, тоа климатската криза не постои. Ова секако предизвикува големи штети врз економијата. Што за еден менаџер на компанија, градоначалник или носител на некаква битна одлука би значило користењето на платформата EarthCare? Климатската криза предизвикува огромни штети, зборам и материјални, а и човечки, во светот секоја година. Според последните статистики, над 300 милиарди долари штети се направени само во една година од пожари, поплави, земјотреси и урагани, и овој број се зголемува 15% секоја година, што значи дека не ни се пишува добро кога станува збор за како светот реагира на нашата активност. И затоа, користејќи ваквата платформа, дали тоа би било менаџер на некој бизнес, дали тоа би било градоначалник, дали тоа би било некоја влада, можат да направат конкретна анализа и на историски трендови на одредени локации, пример за Скопје, колку често имаме бури, на кои делови се подложени за поплави, колку често имаме суши, во кој период од годината, и со тоа да се креираат одредени политики или бизнис практики за да ние се заштитиме и како население и да се изгради соодветна инфраструктура, а од страна на бизнисите да се прават правилни инвестиции на правилни локации. Бидејќи доколку јас сум бизнес, да речем во енергетската индустрија и сакам да изградам соларен парк негде, дали за 5 години ќе има огромни бури и ќе ми го уништи соларниот парк, а со тој мојата инвестиција или нема. Кој во моментот ја користи платформата и кои вас ви се целните групи на кои што сакате да ја продадете истата? Иницијалниот наш фокус е на европскиот пазар и сега соработуваме со поголеми европски компании, зборам од енергетскиот сектор како Uniper или Schneider Electric, работиме и со осигурителната индустрија кои што прават проценки на штети, користиме и тоест имаме соработка и со консултантската индустрија, што значи дека на многу повеќе вертикали има примена ова платформа и овие податоци кои што ние може да ги нудиме. Едноставно сакаме да направиме секој да има лесен и брз пристап до климатски податоци за да може да ја внесе нивната вредност во правилни одлуки понатаму без разлика во која индустрија се наоѓа. Невиновно е да ја споменеме Мој воздух, популарната апликација или EarthCare која што денеска се користи безмалку низ целиот свет. Поминаа 10 години од како истата прво беше пласирана во Македонија. Кои се, гледано од аспект на креатор на истата, најголемите придобивки кои што ги добивме со Мој воздух? Според мене придобивките имаше една главна, а тоа е подигање на свеста максимално, каде што сега мислам дека нема човек во Македонија кој што не е свесен кога имаме ние токсичен воздух и дека навистина тоа е еден голем проблем. Веќе ги гледаме и бројките на смртност, можеме да правиме и поголем притисок врз властите со тоа што се организираат често и протести, незадоволство се искажува, едноставно како граѓани знаеме дека се соочуваме со некој голем проблем.
Дополнително гледаме и некои помали активности кои што се прават во смисло субвенции за замена на грејни тела, дали има по некои моменти почести инспекции, но не многу често колку што треба да има. Едноставно се гледа дека под тој притисок реагираат и самите институции кои што се задолжени за да го контролираат загадувањето на воздухот, тоест да го намалат како што треба да биде според европски рамки. Меѓутоа ефектите гледано од драстично или сериозно намалување на степенот на загаденост во Македонија, не само во Скопје, е незадоволителен. За жал не, воопшто незадоволителен. Значи ние гледаме со години стагнација на решавање на овој проблем. Наставно често знаеме да се слушнеме одредени акциони планови или акции или не знам што ќе биде проекти имплементирање, но бројките си го кажуваат своето, а тоа е дека смртната стапка се зголемува кај населението, дека се уште имаме сериозно загадени зими и дека се уште продолжува неконтролираната урбанизација и загадување на воздухот во котлинските градови како Скопје, кои што едноставно нема друг начин да се одбранат од ова загадување, од едноставно убаво и вистинско планирање на овие градови кои што се затворени од скоро сите страни со планини. А има ли решение? Решение има. Не сме ниту првите во светот кои што се соочуваат со загадувањето, ниту првите кои што ги имаат решено ова. Не можеме да гледаме и најблиску до нас како градови како Краков во Полска, кои што за неколку години имаат драстично намалено загадување, со тоа што имаат одземено голем дел од буџетот и го имаат посветено тој голем дел од буџетот на замена на грејни тела кај домаќинствата. Имаме други градови кои што имаат посветено огромен дел од буџетот за вистинско мониторирање на индустријата и следење колку на вистина тие емисии испуштаат во воздухот. И секако, еден од главните фактори во Скопје е неконтролираната урбанизација кој што ги затвори тие воздушни коридори иницијално планирани после земјотресот во Скопје од страна на тие урбанисти и архитекти кои што го замислиле Скопје како да изгледа во овој котлински предлог. Што значи намалување на неконтролираната урбанизација, тоест веднаш сопирање на истата, контролирана на индустријата и помош на домаќинствата за по-еколошко загревање. Поминаа 10 години без резултати. Види, јас секогаш останувам оптимист. Мораме, бидејќи мислам ако се предадеме и се откажеме од борба, дека едноставно ќе се помириме со фактот дека 5000, 6000, 10.000 луѓе можеби на наредните 10 години ќе умираат годишно поради аерозагадувањето. А мислам дека тоа не е прифатливо ни еден човек, ни едно дете да треба да не може да диша чист воздух. Тоа ни е уставно загарантирано право. Што значи дека јас верувам дека ќе може да се избориме за ова, но мораме многу поголемо вклучување на сите нас. Зашто очигледно луѓето кои што се поставени на позиција да го направат ова, не ја вршат сопствената работа и тука доаѓаат граѓаните кои што имаат должно да се борат за чист воздух, не само секој 4 години на избори, туку и во тој период од меѓу изборите да продолжиме да вршиме притисок и нашата граѓанска должност да обавуваме за иднината, ако ништо друго, на нашите деца. Еркер, како што кажавме, глобално се користи и имплементира. Кои се бројките со кои што може да се пофали Еркер и кои се можеби фоллоуап активностите во некои други земји или градови кои што ги предизвикала оваа апликација? Во моментов имаме над 3 милиони преземања на апликацијата на глобално ниво. Од апликација која што работеше иницијално само во Македонија, па се прошири на Балканот, Европа, сега е глобална апликација, што значи каде и да патувате во светот, можете да го отворите телефонот и да проверите како изгледа загадувањето. Јас сега наскоро патувам и за Индија, знам таму однапред веќе дека е високо загадувањето, па ќе си земам маска со мене за да се заштитам. Имаше многу позитивни реакции на апликацијата, посебно во другите балкански земји кои што за жал слично како нас го гледаат овој проблем. Дали тоа би било во Србија, во Црна Гора, дури и во Босна. Кога луѓето дознаа какво е загадувањето, имаше многу слични протести како тие во Скопје, каде што едноставно се излезе да се искаже револтот и незадоволството кон политиките кои што довеле да се најдеме во една ваква ситуација. Значи дека ефектот, тој ripple ефект во други земји на Балканот се постигна со една ваква апликација која што им ги отвори очите на граѓаните за тоа што дишат. Да споменеме и твојата улога во стартап заедницата, односно поддршката за младите предприемачи, идните иноватори, идните менувачи на состојбите во земјава. Каква е состојбата и на кој начин си практично активен во овој сегмент?
Мене многу ме радува кога ќе видам дека имаме заедница на стартапи, заедница на предприемачи, посебно кога ќе видам колку се млади тие луѓе. Не значи ништо дека ако сме во постарите децении на нашиот живот не можеме да пристапиме, но ме радува дека и луѓе, деца од средно, од факултет, имаат жар и желба да креираат сопствени бизниси и да испробаат сопствени идеи. Јас како ментор заедно со мојот пријател Драган, со кој што сме коосновачи тука, но и со многу други предприемачи, враќаме назад кон заедницата. Целото тоа наше знаење, кое што ние сме го научиле на можеби полесен или потежок начин низ овие години предприемништво, сакаме да им го споделиме назад кон идните предприемачи, бидејќи сакаме не само што повеќе стартапи да гледаме во Македонија, многу повеќе бизниси, со тоа многу повеќе работни места и одржување со надеж и враќање на работната сила и на нашите умови назад во Македонија, бидејќи сме мала земја и верувам дека може да бидеме многу позитивен стартап пример. Така, постојат ли добри примери? Можеме ли да кажеме дека младите во земјава имаат бизнис идеи и како, на кој начин да создадеме услови да ги задржиме тие да ги реализираат во земјава? Дефинитивно има многу позитивни примери. Можам да пофалам и Никола, пријателот од Хејрич, дали Никола, пријателот од Influencers Club, дали другите кои што работат, пријателите наши Олга и компанија на Challenger. Значи има многу стартапи дополнително кои што сега може да ги набројуваме и покажуваат дека не само што имаме знаењето овде, туку имаме и можноста да ги изградиме овие бизниси. Секако, многу е потешко градење на еден бизнис овде, отколку да речеме во Амстердам, каде што има поголема заедница и дали на инвеститори, дали на акселераторски програми и поддршка, но полека се појавуваат и кај нас. Се отварат тие можности со помош на инкубаторски програми, како што се имам идеја на стартап клуб Скопје и на сите ментори кои што се обкружени со овие предприемачи. Што значи дека да, има можност и да, верувам дека кај нас ќе има позитивни ефекти и без разлика. Може првите идеи на предприемачите ќе им треба работа, ќе треба да се моделираат, ќе се менуваат идеите со текот на времето, што е комплетно нормално во еден стартап, но имам исклучителна доверба дека ќе излезат многу брилјантни умови, тимови и бизнеси. Ти благодарам многу. И на вас.